сред на надпреварот против Гордиот Албион, против Англија, кој си игра во Манчестер на театарот на соништата. Мијалче Доргутов е овде во Скопје, во студиото, и ја правиме оваа емисија со надеж, со гордост, со верба, со оптимизам дека сепак Македонија може да го повтори она што го направи 2002 година. А зошто токму 2002 година ќе видите во продолжение на емисијата. Секогаш кога требало да патувам низ земјината топка, било на далечниот исток, Јапонија, Јужна Кореја, било на јужната полутопка во Сао Пауло, Рио де Жанеиро или не знам, Лос Анџелос, Пасадена, Њујорк, за Европа, Русија, да не зборуваме ети во Катар, на Блискиот исток. Сум одел сам, сум се организирал сам, често пати сум плакал и од мојот джеп, често пати помагале драгите пријатели, спонзорите кои рака на срце во последните години ги нема, испарија нова горештина во Македонија. А кога треба некој друг да не носи, да не речам со оглава, како некое магаренце, да се шета по светот, тоа не е мој стил. И тука остануваме на она што е доследно до мене, до нашата продукција. Сето она што се најавува од островот, од Велика Британија, од Англија, од Манчестер, дека ете подсветување на славниот гол на Шакири кога го пензионираше Дейвид Симан, на оној легендарен резултат 2:2 на Сент Мери во Саутемптон, кога сите спортски новинари го потенцираат тоа и не знам како го прераскажуваат. Рете да се подсетиме дека Мијалче Доргутов беше потпорол на тогашната фудбалска репрезентација, потпорол на Фудбалската федерација на Македонија и токму на Сент Джеймс парк, токму на тие 2:2, кога Шакири го пензионираше Дейвид Симан, бев жив сведок тука покрај теренот и многу пати сум кажал, пак ќе повторам, за да известуваш, за да бидеш актуелен, за да бидеш тоа што треба да бидеш, треба да ја мирисаш тревата. А токму јас, тој ноември 2002 година, пред 21 години, ја мирисав тревата и сега ќе видите како сето тоа изгледаше од лице место епизодата Саутемптон 2002 година. Во Англија на островото сум одел многу пати, сум ги шетал сите градови, па дури Сент Мери, славниот Сент Мери во Саутемптон, малце го асоцирав со Сент Джеймс парк на Њукасл. Не е битно, значи 2002 година, како потпорол на Фудбалската федерација на Македонија со тогашниот председател Ламбер Нудов, имав еден цврст другарски принципиелен договор дека списокот на новинарите го изготвувам јас и дека тука нема мешање од никој, тоа е едно дискреционо право. На тој надпревар во Саутемптон 2002 година имаше можеби 20 и кусур новинари од Македонија кои известуваа, кои беа добро организирани оде, а кои исто така сносеа дел од трошоците, бидејќи федерацијата од никогаш не покривала се, туку еснаски сносела дел од тие трошоци. Релевантно не ни е тоа темата. Благодарејќи на извршниот директор, на еден од извршните директори, спортскиот директор на Фудбалската федерација на Англија, Дейвид Дейвис, ми беше понудено да добијам една алка, еден беч. Впрочем, тоа е и насловот на емисијата, каде што можев со тој беч да влегувам во сите овие простори, во сите области на Сент Мери стадионот во Саутемптон, да бидам насекаде, да можам да се движам, да шетам, да излегувам надвор стадионот и да влегувам. Сето тоа јас не го сакам, меѓутоа со благослов на тогашниот селектор Никола Илиевски Джиджи, на кој му бев десна рака, ми беше овозможено на преворот против Англија во Саутемптон да го следам од резервната клупа, од клупата за резервни фудбалери на нашата репрезентација, да не речам да му го чувам грбот на селекторот и да седам овде во друштво со нашите асови. А еден од тогашните асови беше токму Горан Пандев, кој на тој надпревар беше на клупата за резервни фудбалери. Приказната за Сент Мери, за тој надпревар, почнува токму со тој беч кога некаде час-два пред почетокот на надпреварот, тогашниот секретар на репрезентацијата Ице Јосифовски, едно познато фудбалско име, ми сигнализираше дека еден наш фудбаломан, човек кој многу го сака фудбалот, инаку прв другар, битолченец на Ѓорги Христов,
некаде пред вратите на Сент Мери, не може да влезе, не може да купи карта, не може човекот да ја бодри да ја гледа Македонија. Ме замоли, бидејќи и само јас го имав тој беч, тој за влегување и излегување на сите да кажам делови од стадионот Сент Мери, да ако можам да му помогнам на човекот. Јас со ингеренциите кои ги имав и со, да не речам, привилегиите на тој надпревар, излегов надвор од стадионот, се слушнав по телефон со момчето наше македонче и успеав да го внесам на Сент Мери стадионот без да има билет, да не речам легално да го внесам, бидејќи англичаните го дозволија тоа благодарејќи на онај мој беч и она на раквица што ја имав за влегување, излегување и слободно движење. Меѓутоа условот беше дека мора и момчето да седи на клупата за резервни фудбалери, бидејќи веќе немаше можност некои цврсти правила за мене неразбирливи на англичаните. Не се без да прашувам никого, му реков на момчето, седи тука на клупата за резервни фудбалери, да не си гукнал, да не си мрднал, ќе го гледаш на првото тука. Тој е возбуден целиот. Искрено не се сеќавам како се викаше, меѓутоа ова приказка излезе на Facebook уште тогаш некаде 2002 година и апсолутно е транспарентно со голема благодарност за направениот потик на момчето. Тоа беше пред играта на овој надпревар. Сега да видиме што се случуваше на самата трева на Сент Мери стадионот во Саутемптон. Од Мијалчо Доргутов како портпарол и како жив сведок, гледач од клупата за резервни фудбалери на нашата македонска фудбалска репрезентација. Збор 2 и за предиграта на овој надпревар, кога како портпарол на Фудбалската федерација ме бара англиските новинари од продукцијата на телевизија BBC, се јави еден шеф и замоли дали може како портпарол да организирам едно гостување на 3-4 луѓе начело со селектора, секако они инсистира селектора да биде, другите 3-4 учесници, вклучувајќи ми мене, ги оставија на мене. Значи ќе дојдат со 2 репортажни коли, со сателитски чини и се врши директен пренос и гостувањето на македонската репрезентација дента на надпреварот, значи утрово или претходниот ден, не сум сигурен за толку за деталите, требаше да оди во живо на утринската програма на Велика Британија, каде што гледаат милиони луѓе. Јас секако во консултација пред се со селекторот, потоа и со претседател Ламбер Нудов, ми беше дозволено да го организирам тоа гостување и со нашиот селектор Джиджи се договоривме на тој брифинг, на тоа гостување во живо на утринската програма да бидеме јас, Джиджи и Бобан Бабунски, кој тогаш беше во стручниот штаб на нашата репрезентација и некои од фудбалерите. Меѓутоа работата околу фудбалерите се изјалови, бидејќи некако како трема да ги одзема, кога сватија дека сето тоа ќе оди во живо, дека не е снимено, се повлека и останавме ние како историни играчи. Идејата беше реализирана. Со денеска се сеќавам како Джиджи на сред утринска програма на британците им порачи и праша, кој е тој Бекам? За кого вие ме прашувате, кога англиските новинари упорно прашуваа кој ќе го чува Бекам, како ќе го задржиме Бекам, да не зборуваме за другите звезди на тогашниот англиски тим, почнувајќи од Кембел, оној дефанзивец од 2,10 небар, играше во НБА лига со една маса на мускули. Да не ги редам сите, еден страшен тим на Англија. И помина утринската програма помина фантастично добро. Учествувавме ние тројцата, добро сето тоа го изменеджиравме, луѓето беа задоволни, имаше прилика едно можеби 7-8 до 10 минути во живо влеговме на утринската програма, многу гледана, како сите што велат таа подоци, тоа го проверивме, и тоа како да беше предзнак за оној извореден настап на нашите репрезентативци и за изворедниот резултат постигнат, да не речем за антологискиот гол на Артим Шекири, кој сето тоа го прославя, кој навистина по завршувањето на преврат имаше посебна прослава со подпоролог на Фудбалската федерација.
Да, зборуваме за истиот, шармантниот, симпатичниот, секогаш скромниот и од секогаш фудбалски мајстор Артем Шакири, кога денес сите го споменуваат, кои му бараат изјави за тој антологиски гол кој го постигна против Англија со они 2:2. Самиот нападот течеше многу возбудливо. Джиджи ме натера да седам строго позади него, не баре некогаш и да го контролирам ако тргне многу напред на самиот терен, бидејќи искрено има поголем авторитет од играчите кои седеа покрај него и од другите членови на тручниот штаб. Многу се верувавме еден на друг и имавме еден вид таков соработка. Гледајќи го надпреварот позади грбот на нашиот селектор, на Никола Илиевски, Джиджи, во моментот кога Шакири го постигна голот, во таа ерупција, во тој вулкан на одушевување, мислам дека сите кои бевме на клупата направивме еден жив букет, вака меѓу себе, просто како да не ни се веруваше дека ова го гледаме со наши очи, дека англичаните си гледаат надолу, да не кажем каде, во тревата испопагени, испокосени. Нашите момчиња беа еуфорични и навистина добро играа во дефанзивата. Александар Васовски играше прекрасно, мислам, исклучително добар, во добра форма тогаш. Ванче Трајанов заедно го удвојуваше Бекам тука на средината на теренот, дури и успеа и да игра во нападот и да постигне уште еден гол. 2:2 заврши тој надпревар, англичаните се потеа, се мачеа, Горан Свен Ериксон не знаеше како се вика, да го прашате, беше и онака блед, Светоликов беше уште поблед, немаше капка крв во него, еуфоријата да биде поголема по завршување на надпреварот, единствено не беше дозволено да влезам во собликувалната на англичаните, тоа беше рестрикција на ово што го гледате, All Areas, беџо што го имав. Влегов во нашата собликувална и почнав да плакам. Тоа беше среќа, едни солзи радосници кои предизвикаа среќа, како да кажам, излив на среќата ни солзи радосници кај другите наши репрезентативци кои беа тука во собликувалната околу мене, и се сеќавам дека тетовче Александар Васовски и Артем Шакири ме кренаа на раце. Вака горе во сред собликувална, прославувајќи го тој легендарен успех 2:2. Од целата возбуда го замолив Джиджи и не бев присутен на пресконференцијата после надпреварот. Джиджи имаше разбирање за тоа, сепак возбудата беше преголема од овој резултат 2:2 кој останува антологиски. Поминаа 20 година и за 20 година многумина го пишуваат ова, го апострофираат и се подсетуваат, бараат изјави од Шакири, Мијалче Доргутов бил жив сведок на овој надпревар и денеска еве во пресрет на овој надпревар на театарот на соништата во Манчестер против Англија, повторно се подсетувам на овие убави моменти. И уште еден убав момент ме поврзува со Англија кога игравме во Скопје 2006 година, кога тој надпревар го следев како фоторепортер. Фотографијата во нашата воведна шпица на нашите емисии токму од тој надпревар во жолт дрес фото позади мрежата на источната трибина, позади голот, една изворедна снимка која потсеќа на тој надпревар против Англија, кој за жал во Скопје го загубивме. Останува да видиме како ќе биде вечерва, емисијата ќе продолжи да се гледа и после одигрување на надпреварот, ќе го знаете резултатот, но ќе остане и сеќавањето на Артем Шакири, ќе остане сеќавањето на дуелите против Англија, на онај вечен антологиски гол во Саутемптон и маестралниот изведен корнер на Артем Шакири, каде што потпаролот на Фудбалската федерација беше жив сведок.